Министерот за внатрешни работи без ниту еден конкретен одговор за скандалот со синот на неговиот заменик. Оливер Спасовски вели дека најголем дел од информациите биле шпекулации. Не коментира конкретно за истрагата за нелегално користење флешери и бркотницата со полициско возило. Вели дополнително ќе информирале. Мислам дека најдобро е да ги чуете и да ги сочекаме сите аргументи и факти кои што се однесуваат на целиот овој процес и тоа што се аргументи и факти да ги пасираме во јавноста. Инцидентот се случил во петокот, кога синот на заменик министерот за внатрешни Назим Буши во Чаир бил забележан од полициска патрола како нелегално користи флешери, односно полициска светлосна сигнализација и се движи со брзина поголема од дозволената. Му сигнализирале да застане, но тој продолжил. Тролата повикала за силување, а по бркотницата конечно го запреле дури кај Качанечки пат во Визбегово. Сепак, по кратко време бил пуштен со образложение дека возилото било на службата за општи и заеднички работи при владата. Одговорност мора да има без за тој што направил прекршок. И тука нема дилема кој сака нека е. Кој сака нека е. Значи, дали е министер, дали е директор, дали е обичен граѓанин, дали е новинар. Сепак надлежните веројатно се обидоа да го забошот од случајот. Тој воопшто не беше наведен во редовниот полициски билтен, а тврдењата на министерот дека ќе има одговорност, без да прецизира за кого, доаѓаат дури од како медиумите го обелоденија скандалот.